Да, продолжуваме со емисијата, како што најавив, тука ни е гостинка Тона Карева од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Кареве, добродојавте во студио 10, имено и Хелсиншкиот комитет е дел од Blueprint групата за реформи во правосудството и вие сега се повлековте од процесот за изработка на новиот кривичен законник, ги кажавте вашите причини, ги образложивте. Еве повторно да видиме зошто се повлековте, некако ми се чини дека малку ја изненадевте јавноста што така одеднаш се повлековте од процесот. Добро утро на вас. Благодарам на поканата и на интересот да разговараме на оваа тема. Најпрво да, така е, имавме пресконференција и соопштение до јавноста во кое што наведовме дека се повлекуваме од работната група за изработка на новиот кривичен законник и претходно имавме повлечени од работната група за изработка на законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Причините се повеќе. Една од причините е поради тоа што сметаме дека тоа што се случи со последните измени на кривичниот законник минатиот месец се целосно спротивни на нашите принципи на работење, на нашите вредности и целосно го подкопуваат владењето на правото. На дрзок начин беа донесени измените и не сакаме да учествуваме во процеси во кои што се озаконува незаконитото. Затоа што со самите измени на кривичниот законник кои што беа донесени последно, воопшто не беше консултирана работната група која што веќе подолг временски период работи на изработка на нов кривичен законник, а измените последни беа измени кои што се однесуваа на овие три коруптивни, да речем, кривични дела, кои што се многу значајни за гонење на висока корупција и кои што може да значат враќање на и така ниската доверба во правосудството на нашиот народ, и измени во однос на усогласување со европското законодавство во однос на кривичните дела за животна средина. И тука навистина се поставува прашањето зошто во исто време се носат вакви две паралелни измени кои што се многу контрадикторни едни со други. Зошто се контрадикторни? Затоа што несомнено дека измените во однос на животната средина се позитивни и се однесуваат во насока на усогласување со европското законодавство, но во однос на овие измени на овие три кривични дела и за измените на самото битие на кривичните дела и измената на некои од ставовите, но и со намалување на казните, се подкопува владењето на правото и многу процеси кои што до сега траеле долго време, сега практично ќе настане апсолутна застареност, истите тие ќе завршат. И последиците се големи и финансиски и да, ќе ги видиме поединичните точки, како што ви самата кажавте, довербата во судството е катастрофална, последните анализи, анкети кои беа покажуваа некоја доверба од 2%, па сега зависи таму дали е тоа целосна доверба, делумна доверба, но секако како и да ги толкуваме, тоа е прилично мала доверба. Сакам да кажам нешто во однос на реакциите на властите. Министерството за правда кажа нешто отприлика дека не треба да се избрзува со одлуки, нешто така, а вице-премиерката за борба против корупција Грковска рече дека жали што се повлекувате, иако вели ги разбира невладините кои ги рапушти на работните групи за новиот кривичен законник. Таа исто така председава и со работната група за законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. И сега интересно што Грковска вели во однос на измените на кривичниот законник. И вие знаете дека јас и за тоа законско решение изразив резерва и се уште стојам на тоа. Значи, еден интересен став, не знам како да кажам, значи највисокиот орган на власта кој е за борба против корупција изразил за резерва нешто што го изгласала самата влада, или владеачкото мнозинство во собранието, да кажеме попрецизно. Значи, да, сепак беше од Министерството за правда предложен законот, така да сепак поминали на влада. Сепак го изгласале на крај пратениците. Владата го предложила, пратениците го изгласале, да. Значи, кога ќе видиме на крај била заедничка одлука за тоа дека смета дека ова што го направиле е соодветно. Во овој дел мора да го потенцираме искористувањето на европското знаменце, кое што навистина беше дрско и не соодветствува за ваков закон, зашто видовме и самите дека имаше реакции од самата европска делегација кај нас, што укажува на тоа дека навистина е тоа нешто погрешно што било направено.
Од друга страна, реакциите на Министерството за правда ја видовме исто така, но морам да истакнам дека не сметаме дека ова е избрзана реакција, затоа што навистина помина доволно време за ние да може да се координираме и да сме да донесеме една исправна одлука според нас за тоа што ќе направиме во иднина. Затоа што не е ова прв пат да се случува. Граѓанскиот сектор години на назад дава придонес во изработката на законите при директно вклученост во работните групи и даваме и експертиза и знаење во самите процеси. И навистина, за да можеме да кажеме, и од суштинско значење за владењето на правото на нашето учество во тие работни групи. Но за да можеме да кажеме дека е од суштинско значење, тоа навистина мора да биде суштински. Ние да можеме да дадеме суштински придонес во самите работни групи и да ги разговараме сите работи кои што се случуваат или кои што имаат предвид да се случат во однос на измените на еден закон, како што е кривичниот законник, кој што е навистина сериозен закон, кој што е многу значаен. Зошто сега се почувствувавте како статисти во процесот, како декор? Зошто се почувствувате токму сега дека не сте консултирани? Многу е јасно тоа, ако ме прашувате, затоа што ние работиме во рамки на Blueprint групата преку наш представник на кривичниот законник веќе подолг временски период во работната група. Работната група се очекува да заврши овој или со работа, зборувам, иако работната група има завршено со работа првична, да речем. Потоа законот беше објавен на ЕНР, имаше време за коментари. И после коментарите требаше да се согледаат во работната група. Текстот Министерството би требало да го има овој или следниот месец. Тука несомнено се поставува прашањето зошто се избрза со едни забрзани измени кои што не беа консултирани со работната група во процес кога при крај работата и финализирањето на кривичниот законник. И ние несомнено се почувствувавме како статисти заради тоа што иако ние сме дале наша експертиза и наше влијание во самата работна група, работната група и ние бевме целосно заобиколени во овој процес. И всушност испаѓа дека се воделе ни два паралелни процеси, а какво е влијанието од овие измени сега што се случија, ќе гледаме само во иднина и нема да бидат позитивни во секој случај. Затоа што над 10 познати предмети кои што се водат во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, повеќе од 10 сега ќе настане апсолутна застареност и сите тие трошоци ќе бидат на товар на државата. Кога го објаснувате ова и кога велите дека се воделе два паралелни процеси, значи излегува во суштина дека вашето учество во работата на изработката на кривичниот законник било искористено од страна на владата како да речеме некакво оправдување дека се вклучени невладините организации, дека се вклучени и третата страна дека учествува во процесот, додека они го направиле тоа што секако сакале да го направат. Така излегува. Токму така излегува и ние навистина не сакаме да бидеме дел од процеси каде што само ќе му даваме легитимитет на неправото, па што во овој случај тоа го правиме, затоа што точно дека можеби напуштањето на работната група е формално во овој момент, затоа што таа е при крај со работа, ние достига учествувавме активно во изработката на кривичниот законник, но принципите според кои што ние се водиме како невладени организации, како Blueprint група, се во однос на владење на правото и на действија кои што не значат фрлање на сомнеш на еден процес кој што требало да заврши нели позитивно да речеме од една страна, а од друга страна ние како невладени организации му даваме легитимитет на самиот процес и му даваме тежина за тоа што учествуваме. Ние навистина и во минатото се случувало да учествуваме во процеси каде што даваме придонес, па кога ќе излезе текстот кога ќе дојде текстот на законот во собрание да не е воопшто истиот текст или да недостасуваат делови од текстот. И тогаш се поставува прашањето дали нашето учество е суштински или ние само таму проформа сме за да му дадеме легитимитет на процесот затоа што нели секогаш е позитивно да учествува и невладиниот сектор во изработка на еден закон. Да, во однос на брзањето имаше доста, ајде да речеме, шпекулации и политички обвинувања од повеќе страни зашто се прават измени на кривичниот законник. Нема нормално вас да ве прашувам за тоа е една политизација на целиот тој процес, но вас ќе ве прашам, имате ли вие како Blueprint група ваши некакви анализи или објаснувања зошто владата не го истера целиот процес онака според тие некои стандарди, зошто не го истера процесот до крај,
зошто вас не Зашто се водеше по забрзана постапка, Да, затоа што да, се но- европското знаменце побрзо се донесе законот без Да, анализа никаква, така да... Не, но прашањето е зошто се реши на таква една забрзана постапка да го носат Ние да го имавме решен, ние да го имавме одговорот на ова прашање, немаше воопшто да истапиме од работната група и ќе знаевме за измената и при самото и при целиот процес и при носење и при предлагање и во собрание, ние дознавме за измената на законот кога се изгласа во собрание. Значи не бевте воопшто не знаете дека ќе се гласа нешто? Воопшто. Ние ги знаевме кривичните дела за животна средина затоа што членка од Блупринт групата и Центарот за правни истражувања и анализи навистина даде суштински придонес во однос на тие кривични дела со своји анализи, истражувања, предлози. Но во однос на другите измени и тие дела се дела кои што кривични дела и текст кој што се работел во рамки на работната група. Но од друга страна, овие три измени, овие три коруптивни кривични дела воопшто не беа консултирани и воопшто не беше разговарано во однос на тоа, ниту во однос на измени на суштината на самите кривични дела, ниту во однос на измените на казните и всушност сменување на една казнена политика во однос на вакви кривични дела, кои што морам да истакнам дека се од општествено значење. Не се овие кривични дела кои што се од значење за еден човек, да речеме, туку се навистина од значење на општеството, затоа што низ призмата на овие кривични дела се гонат висока корупција и високи функционери. Да, во однос на еве уште едно во однос на тоа европско знаменце за што и вие потенцирате дека е спорно и една од причините поради која се повлекувате, имено употребата или злоупотребата на европското знаменце, често потенцирано, тоа е потенцирано и Европската комисија, влезе и во европскиот извештај за напредокот на земјата. Предходно неколку пати се кажува и од евроамбасадорот се посочува на тоа, но гледаме дека праксата продолжува и што е најинтересно, продолжува еве и за измени на овој кривичен законник кои предизвикуваат толку многу бурни реакции. Значи за еден таков спорен или контроверзен закон или измени на закон повторно се употребува европско знамеце. Значи контроверза во контроверза за измени на контроверзен закон повторно контроверзен потек. Тоа само укажува на суштината на измената и на тоа дали е таа легитимна и оправдана или не е легитимна и оправдана. И можеме да заклучиме дека апсолутно не е оправдана, затоа што, како што кажавте, влегуваме од контроверза во контроверза, од контроверзен начин на донесување на законот, јас би рекла дрзок начин на донесување на законот, до измени кои што носат последици, кои што навистина ќе го погодат правосудниот систем и ќе погодат и ќе донесат трошоци за самата држава, но и ќе донесат измени во понатамошното постапување, затоа што од измените назад не можеме веќе да одиме, поради тоа што моментално се на сила измените, секогаш важи поповолно за обвинетите законот, се применува законот кој што е поповолен за обвинетите, тоа во случајов е се овие измени моментално. И тоа значи дека навистина многу корупционери, односно да речем функционери кои што извршиле корупција, моментално ќе поминат неказнато и процесите ќе завршат недовршени. Да, оваа кованица што сега ја извадивте, не сум ја слушнал, но ми се чини прилично соодветна корупционери, значи од функционери. Интересно, претходно се повлековте и од нацрт предлог законот за конфискација на имот, како што кажавте. Едно од оправдувањата на владата кога ги брани измените на овој законник се дека тој се носи во согласност со да се хармонизира со европското законодавство, дека нашите закони биле анахрони, застарени од бивша Југославија, членови се употребуваат се уште и така натаму, се спомнуваше германското законодавство, дека со него се усогласуваме, но и дека иако казните се намалуваат, дека сега ќе има може да има многу поефективна, поефикасна конфискација на имот. И според владата тоа е многу поважно, ајде да речеме, во процесот отколку самата затворска казна. Како гледате на овие ставови? Ние го истакнавме тоа дека ако тоа е суштината на измените што ги прават на донесување на новиот закон за конфискација на имот во граѓанска постапка, ние со тој концепт не се согласуваме, не сметаме дека е соодветен. Точно и не спориме дека потребно е законско регулирање на конфискацијата на имот во граѓанска постапка
и измени, односно донесување на нов закон во овој дел, но причината поради која што истапивме од оваа работна група е поради тоа што многу касно го добивме текстот на законот и не можевме суштински да интервенираме, односно инсистираше предлагачот, односно работната група активно да се задржи на концептот кој што веќе беше поставен во текстот, кој што ние сметаме дека концептуално законот е потребно да се измени и да се доработи, да се доанализира, за да може да биде суштински добар и да може да придонесе за целта која што ја има. Ваков каков што е, сметаме дека не би бил целосно соодветен. И токму поради тоа истапивме и од таа работна група, затоа што не можевме суштински да дадеме придонес. Можевме само да дадеме фактички придонес и да го легитимираме повторно процесот, дека ние како невладени организации, кои што беше поретходно истакнувано, бевме дел од процесот, каде што ние всушност не можеме целосно нашите предлози и идеи да ги дадеме како придонес, затоа што во старт беше укажано дека концептот на законот е тој кој што беше веќе поставен, а ние со него не се согласувавме. Во однос на концептот на тоа дека сега со помали казни, побрзо ќе траеле постапките, па ќе се запленувал имотот и тоа било позначено, ние и моментално морам да истакнам дека имаме одредени законски можности за конфискација на имот кои што многу малку се користат, така да точно дека треба и овој дел да се доуреди со закон, но навистина праксата покажува дека и тие можности кои што досега сме ги имале преку институтите на конфискација на имот многу малку и многу ретко се искористувале. Вие како Blueprint група имате забелешки и на законот за амнестија, предложениот закон за амнестија. Еве јас тука го имам анализата која е објавена на веб страницата на Сдруженијето на млади правници. Што е спорно во законот за амнестија за вас? Вака морам да истакнам дека законот за амнестија го работиме Хелсиншкиот комитет и Сдруженијето за млади правници. Со тоа што ние во подолг временски период веќе работиме на состојбата во пенитенцијарните установи, ја мониторираме и ја следиме и од тука и работиме во овој дел. Анализата е изработена од Пенолошкото друштво и истакнува дека законот за амнестија, односно предлог законот за амнестија како таков, во овој дел нема да ја постигне целта која што и самиот ја задава, а тоа е да ја намали пренатрупаноста во установите. И таа цел како поставена цел на самиот закон воопшто не може да се исполни со еден закон за амнестија. И морам да истакнам во овој дел дека многу често во однос на законите за амнестија, не многу често, него скоро секогаш тие се донесени со политичка волја, без целосно направена анализа и истражување за тоа што ќе се случи, кои осудени лица ќе излезат на слобода, а исто така наведува дека едната цел на законот е да помогне на ресоциализација на осудените лица, што навистина не можам да се согласам дека закон за амнестија како таков е соодветно решение за помош во однос на ресоциализацијата на осудените лица и во однос на пренатрупаноста. Тоа не е соодветно решение. Ајде да видиме за пренатрупаноста. Вие како Хелсиншки комитет ја следите состојбата во затворите редовно. Вие сте вклучени директно во тој процес. Зошто мислите дека законот за амнестија нема да ја реши пренатрупаноста? Значи, тука се работи за закон за амнестија, за ослободување од полесни кривични дела, има тамо цела низа на пропозиции кои луѓе би биле ослободени, а знаеме дека затворите навистина се пренатрупани, знаете вие најдобро. Зошто мислите дека законот за амнестија нема да го реши тој проблем? Во однос, например, на казните, само првентално да го наведам, дека и претходно е истакнувано и од стручната јавност дека спорни се самите кратки казни затвор. Зошто? Затоа што казна затвор до 6 месеци, до 1 година не може да постигне целта. Осуденото лице додека влезе во затвор, додека почне да издржува казната, тој всушност треба веќе да биде подготвен за излегување. И многу е подобро да се заменат овие казни затвор со алтернативни мерки, затоа што ние навистина нашето моментално право не дава можност за изрекување на алтернативни мерки, кои што морам да истакнам дека од година во година повеќе се користат, но навистина е потребно нивно поголемо искористување. Од
искористувањето на општокорисната работа, од искористувањето на куќниот затвор како алатка, која што навистина би била корисна и би помогнала за пренатрупаноста. Пробацијата, тоа се сите алтернативни мерки кои што спаѓаат под пробацијата и кои што ќе ги надгледува пробацијски службеник во пробацијските канцеларии во државата и со кои што навистина условна осуда со засилен надзор, кој што е навистина корисна мерка, затоа што со самото осудено лице ќе работи службеник од пробацијски службеник и тука навистина можеме да споруваме дека работиме на ресоциализација и реинтеграција на осудените лица, што е навистина попозитивно. Така да во тој сегмент да ви одговорам, ако споруваме за пренатрупаност и на тоа како таа треба да се одлучи, сметам дека имаме доволно можности да ги искористуваме институтите кои што се на сила, односно да се изрекуваат повеќе алтернативни мерки, да се користи пробацијата како алатка која што ќе помогне за растаретување на затворите, затоа што навистина се пренатрупани, а од друга страна имаме и условен отпуст како институт кој што постои во нашето право и кој што навистина многу малку се користи. Ние навистина застапуваме за негово поголемо искористување, затоа што со условниот отпуст навистина се знае кој лице ќе излезе порано и ќе заврши порано со издржување на казната затвор. Затоа што тоа се лица кои што поминали низ процеси на рехабилитација, реинтеграција, ресоциализација и се соодветно да излезат порано од затворот и тој институт навистина мора да продолжи, не да продолжи, него да започне да се користи многу повеќе. Од друга страна, законот за амнестија како ваков нема да го реши проблемот со пренатрупаноста. Тоа е едно привидно решение кое што навистина нема да помогне, затоа што ќе излезат, имаше некоја пресметка 200 и нешто лица, а од друга страна има упатни акти за нови лица кои што ќе влезат во затворите. Многу повеќе од тие 200 што би излегле. Да, сега. Патем има што чекаат да одржуваат казна затвор, точно. А чекаат бидејќи затворите се преполни. Во однос на пробацијата сакам да ве прашам, кога бидејќи сме правеле тука и цели емисии посветени на тоа зошто не се спроведува пробацијата, секогаш прстот се упатува кон судиите. Едноставно судиите имаат на располагање таа мерка, никој не им брани да ја користат, тие не ја користат од некакви необјасневи причини. Имате ли вие некакви анализи зошто пробацијата не се користи? Имаме анализа баш сега што ја изработивме во однос на кој што ќе биде објавена во идниот период, во однос на стратегијата за пробација, за напредување на пробацијската служба. Ја мониториравме стратегијата и увидовме дека навистина која што е стратегија 2020-2025 и увидовме дека навистина се зголемува бројот на изречени алтернативни мерки. Но можеме да забележиме дека доколку ги споредиме резултатите кои што ги добивме, алтернативна мерка е условниот отпуст, алтернативна мерка е условниот отпуст со засилен надзор. Условниот отпуст со засилен надзор има повеќе ефект. Зошто? Затоа што осудените лица ќе треба да бидат во комуникација постојана со пробацијски службеник кој што ќе ја следи, ќе го следи нивниот тек, како функционираат, како работат, ќе им дава совети и така натаму. А од друга страна, условниот отпуст само како условен отпуст, условна осуда уствари, условната осуда како институт, како алтернативна мерка, не дава контакт со пробацијските службеници. И пресудите кои што се изречени со условна осуда се многу поголеми, во поголем број од оние кои што се со условна осуда со засилен надзор, што е навистина многу покорисно. Од друга страна, општо корисната работа е многу малку изрекувана, единствено ја изрекува и тоа не во голема мера судот во Скопје и уште неколку 2 или 3 други судови што навистина е проблем, а ако тргнеме од тоа дека куќниот затвор како навистина алатка која што може да биде корисна, со оглед на тоа што немаме алки за електронски мониторинг набавено, односно државата нема набавено, воопшто не е изречена до сега ниту една пресуда за куќен затвор. Можеби тоа е една од причините поради што судиите не изрекуваат пробацијата. Навистина би требало дали Сдруженијето на суди, дали некој да образложи зошто не го прават тоа, бидејќи законот е донесен многу одамна, не е тоа нешто ново. Да, не е. Можеби ова со алките, можеби има и други, тамо можеби нема пробацијски службеници,
Можеби условите за спроведувањето на законот не се исполнети, па затоа тие не изрекуваат мерката. мерката. Пробацијските канцеларии се би рекла соодветно моментално опремени, точно дека постои потреба за нивно доопремување и изголемување на капацитетот и на самите пробацијски службеници, но не можам да кажам дека не сметам дека моменталната состојба, односно моменталниот број на пробацијски службеници сметам дека ја задоволуваат потребата што ја имаат, односно на бројот на судени лица има доволно моментално пробацијски службеници кои што може да работат. Точно дека треба да се зголеми бројот и тоа во иднина ќе се прави во рамки на стратегијата за пробација, за отварање на сите канцеларии, пробацијски канцеларии, за зголемување на бројот на пробацијски службеници, но не е тоа главниот проблем за судиите да не изрекуваат алтернативни мерки. Навистина мислам дека свесноста на судиите треба да биде зголемена во однос на овој дел. Па дури би рекла и да бидат повеќе запознаени со самите услови во пенитенцијарните установи, за да бидат свесни за тоа колку може да помогне да помогнат алтернативните мерки и пробацијата за унапредување на состојбата и условите на осудените лица во затворите. Да, за условите во затворите, значи тамо ги имаме информациите дека затворениците спијат по ходници, буквално во некои делови во Идризово, бидејќи нема доволно соби, нема доволно кревети и таа состојба обстојува. И сега се носи закон за амнестија и претходно сме носиле закони за амнестија, како што еве и вие велите и сите други анализи покажуваат ќе излезат одреден број, исто толку чекаат да влезат, значи пренатрупаноста тука нема ништо да се реши апсолутно. Прашањето е зошто државата не најде трајно решение за овој проблем во поглед на проширување, реновирање на затворите, спроведување на алтернативни мерки, еден цел сет на мерки, но ми се чини дека реновирањето или проширувањето на затворите е една од работите која одамна се зборува. Има информации дека Министерството за правда има подигнато и кредит за тоа уште многу одамна и дека тие пари не се искористуваат. Тоа е едно од решенијата кои треба да се направат, но гледаме дека државата не ги прави. Вака, морам да истакнам дека некои казнено-поправни установи навистина имаат унапредено состојбата, но тоа се исклучоци. Генерално земено, состојбата во затворите е навистина лоша, за осудените лица особено. Навистина се соочуваат со сериозни проблеми. Во Идризово моментално многу е мал бројот или воопшто нема лица кои што спијат на земја, би рекла, затоа што навистина тоа се реши, но од друга страна спијат на кревети по 4 спрата. Сега од тука исто се најавува проблем на пренатрупаност, затоа што во една просторија не може да спијат 12-13 лица. Некои има се уште што спијат на земја, тоа на походници, тоа секако, но навистина не може во една просторија да спијат лица по 12-13 лица во една просторија да користат еден тоалет. Тоа само по себе е нехуман третман, изборува за самите услови. Од друга страна, не знам, сигурно знаете дека во Идризово моментално има прогласено кризна состојба, која што трае веќе од јуни навака. Собранието ја продолжи, па сега трае се додека не се донесе одлука за запирање таму учествува и армијата со обезбедување. Да, армијата учествува со обезбедување, но на надворешниот дел, внатрешниот дел не го обезбедува армијата, го обезбедува затворската полиција. Имаше оглас за вработување односно со самата кризна состојба, предвидено беше да се вработат 100 нови затворски полицајци, затоа што безбедноста во Идризово, тоа беше една од причините заради донесување на кризната состојба, самата безбедност во најголемата казнено-поправна установа во нашата држава, каде што и морам да истакнам дека се сместени и осудените лица со највисок ризик. Беше предвидено вработување на 100 лица, имаше оглас, каде што сега во првиот дел, односно во првиот концепт, ќе се вработат 70 припадници на затворската полиција. Потоа треба да се обезбеди буџет за вработување на уште 30, за да се исполни бројката од 100 кои што се недостигаат и се потребни во самата казнено-поправна установа. Дека на огласот не се јавува доволно? Не имаат. Моите информации се дека се имаат пријавено доволно и дека 70 ќе бидат избрани и вработени. Во последните информации што јас ги имам е дека се спроведува процесот на
на вработување, односно се спроведуваат интервјуа и како иде се натаму нели административниот процес за да се заврши тој концепт, но информациите што јас ги имаме дека повторно нема во момент да се вработат 100, туку ќе се вработат 70, па по ребаланс ќе се вработат уште 30. Исто така беа обезбедени дополнителни 40 милиони евра за реконструкција и изградба на нова зграда, но јас секогаш истакнувам и повторно ќе истакнам дека тоа секако е позитивно и потребна е реконструкција на зградата во затвореното оделение, односно не реконструкција, јас би рекла повеќе изградба на нова, доколку може некој дел да се реконструира, сега сепак јас не би навлегувала во тоа, не сум тоа по професија, но морам да истакнам дека за тоа време додека тоа се случува, осудените лица кои што навистина се во голем број ќе останат да живеат во нехумани услови. И ние тоа мора да го имаме во предвид и навистина и властите мора да действуваат брзо во овој дел, и владата и сите застигнати страни, сите застигнати институции мора да действуваат брзо во овој дел и да ја речем да ја започнат и да ја завршат реконструкцијата пред да ја започнат, затоа што воопшто не е ни започната моментално. Затоа што и за тој временски период овие осудени лица навистина ќе живеат во несоодветни услови, во нехумани услови. Кога го зборувате ова, еве и како Хелсински комитет за човекови права, што ви е основна дејност, морам да кажам дека има некогаш чудни реакции во јавноста, бидејќи не реагираат исто луѓето или јавноста кога зборувате кога зборуваме за состојба, да речеме, во болници, во медицински центри, во училишта, во градинки и така натаму, како за состојба во затвори. Имено дел од јавноста некако мисли дека тоа што во затворите е лоша состојбата и не е толку страшна работа, бидејќи тие сепак се осудени за кривични дела, некои за тешки кривични дела и така натаму, и не чувствуваат една да речеме емпатија кон тие луѓе. Но јас тука би кажал, не знам дали можеби дел од тие луѓе не разбираат, не се работи тука само за емпатија, бидејќи таа состојба во затворите потоа влијае на ресоциализацијата, и понатамо на повторно извршување на кривични дела и така натаму, па има земји, да речеме, како Шведска, како нордиските земји, Холандија, кои практикуваат сосема различен пристап, кој потоа дава подобри резултати. Нормално, затоа што самиот број на рецидивизам, односно на лица повратници во затворите кај нас е голем. И тоа го покажуваат анализите. И од тука тоа во голема мера зависи и од состојбата на пенитенцијарните установи, затоа што казната затвор како казна и теоретски има повеќе цели. Една од целите е точно казнување за стореното кривично дело, но другата цел е и превенција генерална, но и ресоциализација и реинтеграција е потребна на тоа осудено лице, за да може да го разбере делото што го сторил и да може понатаму, односно кој ќе му заврши казната затвор, да излезе во општеството и да не стори повторно, со цел повторно да не стори кривично дело. Јавноста точно дека реагира понегативно, би рекла, во однос на осудените лица, но сметам дека треба да имаме во предвид дека секој еден човек, независно дали е осуден или не е осуден, треба да има соодветни услови за живот. Зборувам за хумани и за нормални, би рекла. Условите во некој од нашите казнено-поправни установи воопшто не се хумани и воопшто не се нормални. И од тука, навистина, мора да се истакне тоа и граѓаните да имаат во предвид дека самите лица си отслужуваат казната, за тоа што се осудени, си имаат казна, но условите во кои што живеат навистина мора да бидат хумани, да бидат достоинствени за живот, затоа што тоа е човеково право и за тоа треба сите да се залагаме. Да, еве сега токму ја гледам анализата во однос на законот за амнестија, дел од овие работи за кои што зборуваме, се вели во однос на рецидивот на амнестираните, законски не постои соодветно решение во смисла на нивен третман или следење откако се амнестирани. На лице што е амнестирано не може да му се наметнуваат дополнителни обврски, забрани или ограничувања по основ на тоа што е амнестиран, иако може би се оценува дека е опасен за околината. Досегашните искуства со брз рецидив по амнестија несомнено укажуваат тоа дека во општеството се враќаат лица што и натаму представуваат опасност
Интересно е што за законот за амнестија резерви искажа и дел од владата, да речеме, министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, например, па имаше анализи, имаше информација дека МВР воопшто не е консултирано од Министерството за правда колку во однос на информацијата колку од луѓето што излегуваат повторно извршуваат кривични дела, а тој процент во Македонија, како што кажавте вие, прилично голем. Во однос на ова, самиот закон за амнестија не бевме консултирани ние како граѓански сектор кој што повеќе години работи во однос на овие прашања. Не можам да кажувам сега дали биле институциите други консултирани, но можам да кажам за нас дека ние не бевме консултирани, дека ние го видовме, го добивме текстот кога веќе беше готов. Ваков закон за амнестија се донеси 2018 година, практично со неколку измени е скоро истиот текст. Дали тој закон за амнестија ги исполни целите, можеме и јасно да истакнеме дека не ги исполни целите кои што се очекуваше да ги исполни. Нашето верување е дека овој закон нема да ги исполни целите. Закон за амнестија е добра пенолошка алатка која што ќе ги мотивира осудените лица, но закон кој што ќе биде навистина направен соодветно согласно истражувања, анализи и целосна представа да се има за тоа колку осудени лица има, на какви казни, должината на казните, за кои кривични дела, да се направи една целосна анализа за тоа што ќе се случи, кои ќе бидат последиците по донесување на овој закон. Ваквите закони, како што истакнав и претходно, се главно базирани на политичка волја, но навистина треба да бидат базирани на истражување и анализи и да ги користиме како пенолошка алатка за мотивирање на осудените лица, за реинтеграција, ресоциализација и така натаму, а не како алатка за брзо и привидно решавање на некаков проблем кој што фактички нема да го решиме на овој начин. Интересно е, Карава, што на почетокот зборувавме за тоа за довербата во судството и сега владата во еден краток временски период носи два закона кои се контроверзни самите по себе, и двата се контроверзни на многу начини и многу се слични. Едниот е измената на кривичниот законник, за кој дел од експертите отворено укажуваат дека и тоа е амнестија за тешки кривични дела. Да, и потоа се носи уште една амнестија за полесни кривични дела, значи два закона контроверзни во многу краток временски рок, и сето тоа кога довербата во правосудството е на најниски можни гранки. Како наместо владата да се обидува со законите кои ги предлага, бидејќи тоа може да го прави, не може директно да влијае врз судиите, се разбира, да се обидува да создаде атмосфера за зголемување на доверба, тие како да прават потези кои дополнително ја урнуваат таа доверба. Јас можам само да потврдам дека исто така сметам дека ваквите избрзани решенија и ваквите измени кои што навистина се да речем имаат за цел подкопување на владењето на правото и го подкопуваат владењето на правото, затоа што навистина не можам да откриам другата цел која што имаат, дополнително влијаат на намалување на довербата во правосудството. Самите случувања во правосудството во последните години навистина не можам да кажам дека дадоа шанса на граѓаните да ја зголемат довербата што имаат во правосудството, навистина е на ниско ниво. Зошто која им е целта и зашто, тоа е више политичко прашање во кое што јас не би можела да дадам одговор, но очигледно дека имаат некоја владата работи согласно нивните политики, така да ова се владини одлуки, политиката моментално која јас не можам да кажам да навлегувам во тој дел, но морам да истакнам дека довербата во правосудството на ваков начин ние не можеме да ја зголемиме никако. Во однос на за крај, во однос на вашето повлекување од Blueprint групата, ги видовме јавните реакции, да речеме, на вице-премиерката Грковска, на Министерството за правда, нивното соопштение. Дали вие бевте контактирани на некој начин од представници на власта после вашето повлекување? Дали постојат некакви разговори, преговори за повторно ваше враќање во процесот? Има ли такво нешто сега? Вака, ние одлуката не сме ја донале преку ноги, да речем. Навистина ни е размислена и сметам дека е многу оправдана.
и на одлуката секако ќе останеме како Blueprint група и во однос на двата закони, односно и од повлекување на работната група за изработка на новиот кривичен закон и од повлекување на работната група за законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Оправдани се одлуките и имаат за цел ние не се повлекуваме од другите процеси во кои што сме вклучени моментално. Затоа што навистина сметаме дека граѓанскиот сектор и како има да даде придонес во однос на овие во однос на прашањата на кои што работиме и за кои што имаме експертиза. Но во однос на овие две моментално прашања се повлекуваме и нема да ја смениме одлуката пошто сме децидни на тоа што го имаме соопштено. Да. Добро. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Тоа на Каревот Хелсинскиот комитет, со ова го завршуваме првиот дел како